Денес во новата епизода од подкастот Младите се еднината си украдив еден актер од Битола од сцената. Тоа е Валентин Дамчевски, кој што за прв пат се појавува пред камера без намера нешто да ни одглуми. Или можеби ќе ни одглумиш, Валентин, здраво. Здраво, Сара. Мило ми е што си гостин во нашиот подкаст Младите се еднината. Би сакала да те прашам како ти се роди актерството, односно дали тоа го правиш од дете или пак со текот на годините си го усовршувал талентот кој што сум сигурна дека го поседуваш. Пред се сакам да ти се заблагодарам за можноста да бидам тука и да ти ја поздравам идејата, бидејќи нешто вакво за младите во овој град навистина беше потребно, така да благодарам. Идејата за да бидам актер си ја носев од секогаш во себе. Уште кога бев дете, некако обожував да имитирам некои други ликови. Секогаш ми велеше мајка ми: ти ако не бидиш актер, не знам друго што може да бидиш. И како што течеше времето, сватив дека да, то не е некоја желба, туку тоа е внатрешна потреба за да се работи такво нешто. Ама патот не ми беше толку многу едноставен. Јас дипломирав на економскиот факултет тука на Славјанскиот универзитет. Моментално се занимаваш со некакви студии, мислам, актерството го усовршуваш понатаму? Сега се запишав на факултет, завршувам втора година на Европа Прима во Скопје, на одсегот на актерска игра. Валентин, како актер, да кажеме, како би ни го опишал ти животот кој го живееме, односно реалноста, дали можеме мислиш дека луѓето живеат во некаква илузија? Мислам дека ние постојано живееме во некаква илузија. Зошто? Па мислам дека ние константно се лажиме самите себе си. Особено ние актерите во нашата професија. И затоа мислам дека тоа колку што е лошо, толку и е добро. Бидејќи кога посакуваме да се случи нешто, барем јас верувам во тоа, го повикуваме универзумот навистина да се случи. И да, живееме во илузија и то пак ќе напоменам, не е толку негативно, ама и тоа влече многу негативни страни, бидејќи живееме во едно тешко време, во едно тешко општество, во општество на некаква си, не знам како да се изразам, на некаква си војна, во некоја поинаква смислена збор. Дали ти се случило она што го емитуваш на сцената, на актерската сцена, да ти се оствари навистина во реалниот живот, односно да се поистоветуваш со некои од ликовите кои што ги глумиш на сцената и навистина тоа да станеш во реалноста во одреден момент? Апсолутно да. Всушност, барем тоа е мојот начин на работа. Јас ликовите ги градам според своји лични приказни, според своји лични доживувања. Јас не можам да глумам некој лик ако не го испоистоветувам со самиот себе. Така да секогаш проблемот, карактеристиките и однесувањето на ликот ги барам во себе. Знаеш, има една мисла, или ова сум го прочитала во некоја книга, таму вели доколку ти на сцената, доколку си актер во твојата ситуација, на сцената навистина се почувствуваш како тој лик кој што треба да го изглумиш, во едно одредено време, одреден временски период, ке ти се случи истиот настан, толку целосно се фокусираш на тој лик и навистина така си замислиш дека треба да биде. Да, па веројатно тоа е некаков психолошки момент, како што спомнав и претходот. Она што го размислуваме, мислам дека и го манифестираме во секојдневието и што мислам дека е многу нормално. Значи си имал такви ситуации. Апсолутно. Кога сме кај актерството, како би го опишал актерството во Македонија? Јас сметам дека актерството е навистина возбудливо, атрактивно за јавноста и навистина поседува некои квалитети кои треба да се вреднуваат, но сепак тука ќе кажам дека му недостига некој си влог. Каков е тој влог кој што му недостасува моментално на актерството за еден актер да биде среќен и успешен? Актерот мислам дека е секогаш среќен кога е на сцена. Секогаш. Колку е тешко. Многу е тешко, бидејќи ние денес, како што кажав, живееме во едно тешко општество. Особено за младите луѓе. Знаеш како, сите велат младите луѓе се иднината, а никој не превзема ништо за младите луѓе. Значи, актерството, јас секогаш велам, актерството е вредна професија, исто колку што и продавачката во супермаркет. Пошто и двете се професии, и двете придонесуваат на различен одреден начин. Тешко е, секогаш борбата мора да биде на високо ниво и волјата за да се постигне нешто. Во оваа професија мора да се има константност, сега за да се има константност мора да се работи константно, а ние ги немаме тие услови.
Имаме недостиг на финанси, имаме недостиг на финансирани проекти, некако луѓето кои веќе дипломирали уметнички факултет веќе зафаќаат да работат други професии, бидејќи со оваа професија тешко се преживува, бидејќи ова не е голема фирма каде што се вработува константно. Во државните театри нема редовни вработувања. Има на неколку години, тоа бројот е минимален. Да, вие си работите на проекти од време на време и претпоставувам дека така ги добивате финансиите, кои што, како што напомена, не се доволни за да обстои еден актер баш со таа професија. Валентин, би сакала да ни кажеш накратко како го организираш твоето време. Например, дали постои некој иден одмор кој што го планираш, а да не ти задзвони телефонот и да те побараат на актерската сцена? Искрено, слободно време многу нема. Константно работам, како што кажа, на некои проекти кои финансиски не се доволни за да го покријат барем основниот живот. Одмор искрено не планирам, немам време за одмор, а и немам ни потреба за одмор. Јас сум човек што константно сака да работи и константно се вложува во новите предизвици кои што ми доаѓаат. И искрено не планирам никаков одмор, би бил среќен доколку сега во моментот ми задзвони телефонот и некој би ме побарал да бидам ангажиран во некој иден проект. Супер. Значи планираш напорно да работиш до крај до и да крај. не се откажуваш. Дури имам сила во себе, колку ќе немам, тоа ќе размислам. Мојата поддршка имаш, Валентин. Исто така ме интересира кога е во прашање, да кажеме, среќата или радоста во приватниот живот на еден актер. Колку сето тоа е значајно и носи вредност за тој ист актер да биде успешен во својата професија и да биде свеж на сцената. Тоа е многу, како да кажам, многу дискутабилна тема. Бидејќи поголемиот дел на сцената е уствари болката на ликот. Ако ние не ја доживееме болката во реалниот живот, не знам како би имало начин да ја искажиме на сцена. А дека то треба да бидеме, дека имаме потреба, уствари, не дека треба, туку имаме потреба да бидеме среќни, мислам дека тоа стои, бидејќи тоа и се манифестира на менталното здравје. А менталното здравје во оваа професија е нешто што е може и најважната алатка што треба ние да ја поседуваме за да можеме понатаму да го развиваме ликот, да работиме. И тоа се тие делови кои што ја гледа публиката. Назад има технички делови, да се дојде на време на проба, да се биде спремен на проба, да се биде сконцентриран, да си има алатки со кои што може да се исполнат барањата на режисерот. Бидејќи спомна дека ова е навистина многу значајно поради тоа што еден актер треба да се чувствува емоционално спремен на сцената. Дали пишуваш, Валентин? Многу. Како ти оди во тоа да го сопреш твојот тркачки ум? Тешко. За момент. Мојот мозок не работи така заради професијата. Значи, јас не ја окривувам професијата, бидејќи јас уште дете бев дете на кое што мозокот константно му работеше. Значи, во мојот мозок има константно 1000 мисли и не се тие секогаш позитивни, апсолутно. Мислам дека и секој човек го доживува тоа. Не ги запирам мислите и мислам дека некогаш и немам потреба да ги запирам, иако во одредени моменти мислам дека безпотребно се само измачувам. Ама после тоа доаѓа момент каде што страдањето во еден одреден момент од минатото ми донесло успех во иднината. Супер, колку е битно да ги запишуваме мислите на парче лист хартија? Многу битно. Многу битно. Зошто, дали можеш тоа да ми го кажеш на младите за да го практикуваат во иднина со цел да успеат во целите кои што си ги зацртале? Мислам дека ние живееме во еден хаос. И ако ние не се потрудиме да ги обележиме нашите приоритети, не знам како поинаку би функционирале во општеството. Јас сум човек што е многу деталист и перфекционист. И јас уште од дете бев таков. Например, кога одев на училиште, ако во тетратката не ми беше лекцијата од училиште добро напишана, ги препишував сите претходни лекции со убав ракопис, за да можам да продолжам да пишувам натаму. Така да и денес ја одбирам едно тетрадче со убава корица и тука ги запишувам и плановите и мислите. А зошто да ги запишуваме мислите? Мислам дека тоа е многу важно, бидејќи разговорот апсолутно останува дека е како една од најважните алатки за соочување со менталните, како да се израза, потешкоти, да. Мислам дека е многу важно, ако запишиш, уствари се соочуваш со самиот себе. Оти ние како луѓе сме секогаш создадени, ако сме позитивни луѓе, да, секогаш ќе дајме поддршка на другиот, ама
Проблемот е секогаш во нас. И единствен човек кој може да го реши нашиот проблем сме самите ние. Промената која сакаме да ја видиме почнува од нас, тоа сакаме да го кажеме со цел да подобриме се околу нас. Ајде, кажи ни го твоето мото по кое се водиш, иако актерскиот пат е тежок, за да се стигне до зацртаната цела, тоа се финансиите во овој случај, поради тоа што ти ги имаш сите професионалности во тебе за да бидеш еден добар актер на сцената. По кое мото се водиш со цел да не се откажеш од овој пат кој на моменти на вистина... Јас од секогаш имам многу мисли во главата кои што ми дават некаква поддршка. Прочитав една мисла пред многу години и сватив дека таа мисла е живеа. Мислата гласеше, цитирам, ако сакаш да уништиш голем сон, кажи му го на мал човек. Бидејќи јас во почетокот, кога почнав да се занимавам со ова, се занимавам од мојата 13-та година, сонував дека ќе бидам актер и сега веќе работам на нештото и мислам дека еден актер цел живот треба да работи за да остане да биде актер. Јас не добивав поддршка. Мислам и од луѓето кои беа околу мене секогаш имаше некакво си двоумење дали Валентин ќе успее, дали ќе изнајди финанси со оваа работа за да може да преживее. Ама мислам дека сум многу цврст карактер и секогаш велам дека доволно да веруваме самите во самите себе. И тоа е една мисла, уште една мисла која што ми беше реплика од една моја многу милена представа и таа вели: сонувај, буди се, бори се и не заборавај да направиш пауза за да живееш. И мислам дека таа последниот дел од таа реченица многу често го забораваме, и јас лично го заборавам, ама некако се трудам да се пуширам самиот себе за да си најдам време за се. Јас те поддржувам, многу ми се допадна овие две мота по кои што се водиш во животот. Се надевам дека ќе достигнеш на вистина еден завиден успех во актерството. Би сакала за крај уште еднаш да посочиш што е она што му е потребно на актерската сцена во Македонија со цел актерите да останат мотивирани, како и сегашните, така и идните актери. Мислам дека моментално во сите театри, не само во театарот во нашиот град, му е потребна млада сила. Ние имаме толку многу дипломирани актери, без разлика на нивниот пол, кои што се невработени и не се ангажирани. Пак како што напоменав и претходно, си седат дома со дипломите или некој се определил да работи IT или да работи некоја друга професија која што е многу поплатена и пофлексибилна. Мислам дека младата сила на театарот е еден клучен момент кој што ќе ги реши сите проблематики кои што ќе произлезат во иднина. Исто така, како што и напоменав и претходно, финансиите се многу голем проблем и мислам дека уште еден проблем кој што многу го забораваме и константно придонесуваме за зголемување на тој проблем се меѓучовечките односи. Во оваа професија јас, како Валентин Дамчевски, сметам дека личните односи се најважниот дел во создавање на еден продукт. Оти публиката го гледа она што го гледа на сцената, а што се случува назад, останува само меѓу актерите. Јас секогаш посакувам оно што се случува зад сцената да е многу подобро од она што се случува напред. Оти ако назад ние стоиме како екипа, се почитуваме, оти во оваа професија не можеме сите да се сакаме, ама имаме обврска да се почитуваме. Така да ако се почитуваме зад сцената, мислам дека кога ќе излеземе на сцената, дека тоа ќе биде еден брилјантен момент и мислам дека ќе резултира со. Ова е еден прекрасен совет за сите професии, не само за актерството. Јас ти благодарам многу, Валентин, за твоето гостување во подкастот Младите се еднината. Се надевам дека ќе успееме барем нешто да промениме и нашиот глас да стигне онаму каде што треба да стигне. Ти благодарам, Сара.